My father owned the biggest cinema in town. He screened silent films. At that time, I barely understood what silent films were. But they were the talk of the town. Крста, добре ни дојде во Хоризонт. Добро ве најдов. Со тебе ќе ги отвориме хоризонтите на анимацијата, всушност нешто што барем кога мислиме на анимација, јас ќе си дозволам онака разговорно да кажеме, е нешто што е еден збор, се вели цртан филм. Дури има интересно излагање дека се на полошо тргнало кога го укинале цртаниот филм во 1915. Да. Дури сега има и една нова тенденција, не за цртан филм, него кој ќе каже некој аниматор и веднаш си го поврзуваат луѓе со забавувач во градинки, во хотел. Да. Да, зошто ете доведовме во ситуација да оној кој што е аниматор всушност не е забавувач. И зошто еве тие термини според тебе некако не може да се поврзат за масата, односно не ја разбира разликата. Дали тоа значи дека оние аниматори забавувачи се повеќе промовирани отколку вие кои што се занимавате професионално со анимација? Па да, културата е секогаш некако останува во втор план. Да, оние аниматори кои што ги споменавме се некако нова потреба во оние сите игротеки кои што се отворија, што не ги чуваат аниматори децата. особено се барани еве кога станува збор за да се направи некаква забава во хотел огромен од затворен тип. Но анимацијата скроз неточен термин, ама не знам од каде искочи тоа. Анимацијата е нешто кое што секако па мислам дека од појавата нели на оној нем филм, всушност не е немиот филм, туку и претходно нели со фотографијата и нели промена на сликата и движењето всушност е некаков си зародиш на анимацијата. Па еве еден факт кој што многу малку луѓе го знаат, анимацијата е предвесник на филмот. Значи прво се појавува анимиран филм и потоа се користи таа технологија за да се направи филмот. Значи прво Емил Рено и го смислува, ја смислува проекцијата, значи он сам ја смислува техниката на лентата. Значи он црта на целулоидни ленти и го смислува првиот проектор, мислам, го смислува. Многу изумители имало во тој период кои што нели имало претходно нели луѓе кои што го смислиле ваков проектор, онаков проектор, значи он прв прави една комбинација на таа техника која што ја смислува со целулоидна лента на која што црта и го прави првото кино, да речеме. Волшебно кино го нарекува и е многу успешно и тоа е, значи 1892 година е првата проекција на анимиран филм. 1895 е првата на игран филм. Односно не на игран филм, него на филмска лента. Оно што сега го кажа едноставно автоматски ми дојде да ја спомнам и причината поради која што се тука, пред се поради тоа што твојот Silent Cinema анимиран филм се најде на престижни француски фестивали, што значи еве повторно немаме нели како маса пристап на вакви информации, но добро се знае дека аниматорите барем од оваа земја се покажа како исклучително одлични, барени па дури и имаме фела аниматори кои што се дел од она што се креира во Холивуд, односно во оние спектакли од филмови за кои што итаме нели во кино да ги гледаме. Так. Последна еве вест на вистина која што
ја дигна Македонија на нозе, повторно се аниматори, се појави некаков си македонски лик кој што игра бейсбол, зборува македонски и е во новата епизода на Симпсонови. Па еве како тебе ти се случи анимацијата да ти стане професионална определба, дали беше влюбеник во гледањето цртани филмови или пак читање стрипови? Морам да кажам во гледањето на цртани филмови. И тоа точно во анимацијата, во техниката која што ја работам денеска. Мислам, не се ограничувам на една техника, но највеќе работам стоп анимација, значи стоп моушен. И точно можам да дојдам до корените на тоа, затоа што сум пораснал со мечето ушко. Ау да, па вака сега не случајно рекоа дека се тргнало наопаку, на полошо, кога се укинал цртаниот во 1915. Тоа некако беше како секој цртан беше знак за секое дете дека тука доаѓа времето кога треба на време да се легне. Значи после цртаниот филм ништо не е битно освен да заврши денот за децата. Така. Тоа имаше исклучително мокна порака затоа што цртаниот филм некако ги внесува децата и во еден имагинативен свет. Така да мислам дека љубовта и кон културата и кон книгата почнува со читање на бајките во филмови цртани и така натаму и сето тоа испреплетено кое што има образовна педагошка компонента. Да, посебно во, да речеме, во тие анимирани филмови кои што на нас ни биле прикажувани, затоа што има огромна разлика помеѓу таа источна или источно-европска школа, да речеме, и западната школа, додека западната школа била од секогаш на некаков начин популистичка и гледала да но мора да признаеме дека барем за нас тогаш, тоа фино се сеќавам крајот на 70-тите, 80-тите, таквата анимација, особено она што Дизни го направи империја, иако не почна со таа перфекција од типот на долгометражни анимирани филмови, беше магично за гледање. Особено во тој период каде што сега се имаме на интернет, но тогаш и се раѓаше љубовта и кон одење во кино, така да киносалите во нашава земја и како има репертуар со најпопуларните Дизни филмови. Имаш ли ти умилен цртан покрај мечето ушко, за добранот, тоа мислам не се заборава никогаш, али кога зборуваме за овие спектакуларни, па кои што и филмувани, подоцна екранизирани, на секаков начин обработени анимирани филмови, имаш ли ти некој кој што ти делуваше магично во твојата рана возраст? Не можам да кажам дека сум љубител на Дизниевите филмови. Зошто? Па не знам, затоа што точно Дизни е тој кој што мислам Дизниевото студио е тоа кое што го преиначува анимираниот филм во цртан филм, односно во филм за деца. Некако уметничка, артистичка компонента, да, прави целосна, така, прави целосна комерцијализација на анимираниот филм и всушност ја уништува, пошто Америка има доста добра школа, да речеме, на почетоците. Пошто таму се, значи реално тоа се почетоците, значи Франција, Америка, Русија. И тука се паралелите. И одеднаш се појавува Дизни, уништува се таму, буквално целата конкуренција ја збришува и одеднаш го прави анимираниот филм за деца. Кога не слушат се вака во модерното време, одагол на тоа се бизнис е врзано за успех кој што е оправдан со огромен капитал, тогаш ова ќе звучи малку банално, па ќе речат па паметен е, така се прават пари, но еве сега кога веќе зборуваме за анимацијата, ја морам да се вратам на тебе.
Значи мечето ушко го спомнавме, по возрастните генерации, вклучувајќи ми мене, секогаш така незаборавно, не мислам дека сега да почнува да се реемитува повторно, сите ќе седат и ќе гледат. Но дали е така со новите генерации, не знам, но еве, ти како се одлучуваш во периодот кога се одлучуваш за анимација да е твоја професија, биваш ли обесхрабрен од околината со оглед на тоа што се некако еве, ако си Дизни може да го работиш, тоа ќе носиш пари, ако не си, зошто се изложуваш на таков материјален ризик од немање всушност проблем на немање? Па да, јас реално кога почнав да се бавам со анимиран филм, го немав тоа сознание како всушност тука се доживува анимираниот филм. Затоа што и всушност не се ни доживуваше на никаков начин. Луѓето не знаеа, не зборуваа за анимиран филм. Иако има доста квалитетни автори од таа стара македонска аниматорска школа, мислам доста. Колку што може, нели, колку што е Македонија голема земја, толку и автори се бројат на една рака, на две раци, ајде. Но тоа прекинува во... Ајде да ги спомнеме сега кога тие се дел од историјата. И, па така, може би најзначаен е... Зародиш на независноста, нели, во однос на земјата и како таква, нели, да има своите први аниматори. Може би најзначаен е Петар Глигоровски, го спомнеме, кој што е првиот кој што учествувал и единствениот до сега, кој што учествувал на фестивалот Анеси во Франција. Дарко Марковиќ. Сега си ти. Од 3900 филмови ќе подсетиме дека твојот Silent Cinema се најде токму на овој Анеси фестивал. Оние кои што со твојата фила нормално да бидат екстатично возбудени, бидејќи тоа е огромен успех. Па еве, кажи ми, тебе анимацијата всушност зошто ја избра, не наречаме сликарството или нешто, бидејќи сепак го фати оној зародиш кога се пешки се одеше, со рака се црташ. Так. Да, јас сум всушност дипломиран сликар. И како да кажам, некако тој медиум не ме исполнуваше доволно. Значи, во принцип, од секогаш сум сакал анимиран филм. Извини, не ти одговорив претходно. Да, на мои 10 години прв пат го гледав тогаш на А1 телевизија, го пуштија филмот Акира. Акирата. Анимираниот филм од 84-та, мислам, јапонски. И јас бев избезумен. Јапонците се уште се лидери кога станува збор или за нивната анимација која што апсолутно е доминантна и има огромни фанови, значи тоа е цел култ. Околу аниме. Да, светски фанови кои што и поради тоа прават привлечна и Јапонија. Така што некако и во самите студии се бавев, освен нели со сликарство, се бавев со многу експериментирање, многу различни техники. И веќе од пола на студиите јас почнав да експериментирам со стоп анимација, со 2D анимација, имав анимација во дипломската работа, имав анимација во... Сега ќе подсетиме дека студиските денови ти се во Софија. Да. Па еве школата во Софија, пошто се разликува по она во однос тука, еве зошто се случи во Софија да студираш ликовна уметност? Па сега можеби е неблагодарно да зборувам, но Софија колку и да имаме некакво мислење за нашите источни соседи, имаат огромна традиција во затоа што многу порано Софија важат за универзитетски градови, многу порано станале држави и од многу порано почнале да ги развиваат тие работи и на пример Бугарија од секогаш обрнувала многу внимание на образованието и
таа академија на која што студирав јас, значи во тоа време славеше 120 години постоење, значи сега е 140 години постоење. И навистина сум благодарен што така некако околностите ме однесоа таму да запишам академија. И можам да кажам дека не само што многу работи научив, туку тој пристап кој што го има таму не само да те научат на занает, туку да направат човек. Како се прави од човек тебе. еве на некаква си академија од типот на ликовна еве? Како изгледа тоа? Како всушност на што покрен или занаетот на што ставаат акцент? Дали тоа значи дека со себе треба да имаш огромно знаење кое што треба да го стекнеш? Теорија и така натаму, познавање. Да. Теоријата и не толку. Значи не е толку теоријата како нешто кое се бара од тебе да го знаеш, колку што човечкиот однос кој што го имав јас со моите професори. Како изгледа тој човечки однос себе? Јас бев зачуден затоа што немав слушнато за таков однос, дека ти можеш на својот професор, кој што е универзитетски професор, да му се јавиш во текот на ноќта за било што. Значи Достапност е оно. Да, мојот професор ми кажа ако било што, ако си болен, ако ти е нешто, немаш каде да се обратиш, ќе ми се обратиш на мене. И јас можев со моите професори за било што да зборувам на било која тема во било кое време. Тоа значи комплетно отсуство на его и целосна посветеност на она што треба да се извлече од тебе, односно во што треба да те состават. Па сега добро, по студиите да речеме, дали еве добиш желба што поскоро да го фатиш патот нагоре. Не знам, во однос на анимацијата, нели ние на овие простори некако повеќе бевме сосема логично ориентирани на, нели, од источна Европа тенденциите, фракциите кои што не, и за филмови, и за цртани филмови, иако беа одлични, значи тоа е факт. Но паралелно некако не ни беа одземени да пристапот и до спектаклите кои што ги носеше во однос на анимација Холивуд. Така да еве ти каков курс фати, како тука, што си велеше, што имаш или никаква, бидејќи младоста знаеш, сакаш па не сакаш па. Всушност не добив желба за, не знам дали кога кажа нагоре мислеше за Кон Европа, кон Америка, Европа. нели тенденции, бидејќи секој сака нели да има што е можно повеќе можности за да се развива во областа во која што се гради. Не, напротив, студиите во Софија некако ми создадоа огромна желба да се вратам тука и да почнам тука да градам нешто. Фасцинирана од она што го доживеа, всушност сакаше тоа да го пренесеш тука. Од една страна да, од друга страна да, можеби не треба да навлегувам во тие теми. Односот кој што го има, оној политички однос кој што сега го чувствуваме тука, од страна на бугарите кон нас, сите што студиравме таму го почувствувавме многу поодамна. Многу парадоксално, истовремено нели универзитетскиот професор ти е буквално како родител, Да. а од друга страна сте повторно шиканирани со оглед на тоа што нели доаѓаат од Македонија. Сега како тоа се манифестираше ова сега јас сум затечена. Дали тоа значи дека кога се како луѓе, односно како по струка се луѓе, односно ве почитуваат, ве сакаат, се грижат, а всушност ви ги сечат крилата од истиот старт, од самиот старт, за да не можете Всушност да се извоите никако ми е Всушност, како и секаде, во таа фила луѓето се многу поразлични од масата. Значи луѓето гледаат без такви граници, без такви ограничувања. Значи не те гледа како
како народност или како било што те гледа како човек. Не ги следи наметнувањата кои што ги добива од своите власти, од наративот. Што е носиш и потенцијалот е тоа што го детектираат, предпоставува. Така. И доаѓаш тука кај нас и еве како почнуваш чекор по чекор да се сеќаваш ли на својот официјален прв анимиран филм или еве на оние обиди можеме да кажеме. Дали постоеле обиди да речеме токму телевизиски или преку кинопроекции да се промовира работата? Па всушност кога се вратив некако многу интересно, тоа беше 2006 се вратив од студиите, па се вратив за мастер во Софија, па повторно се вратив тука. Некако многу интересно се погоди случајност една да неколку луѓе во исто време тотално спонтано без никаков разговор меѓусебен почнуваат да се интересираат за анимиран филм. И јас кога се вратив и кога почнав да зборувам за овие работи што сум ги работел во Софија, пошто некако бев одсечен, кога студирате надвор сте некако одсечен од случувањата тука, некако се поврзавме и да речеме прво се тука кога дојде од Софија? Па кога дојдов од Софија, прво се поврзав со Гоце Цветановски. Гоце Цветановски го работеше својот прв анимиран филм, Вистинската приказна за Хансел и Гретел. И му требаа луѓе кои што работат анимација. И некако се поврзавме тогаш и кликнавме и работевме на неговиот филм. Потоа некако ни се раздвоја патиштата, но да, тоа е првиот проект во кој што учествував. Многу брзо после тоа, дали година, 2, 3 после тоа, ми излезе можност да ме викнат да работам на Универзитетот за аудиовизуелни уметности Европа Прима. Има потреба од професор по анимација кој што... Дали беше во тој момент возбуден дека еве сега ти ќе можеш на своите студенти да им речеш јавувајте ми се во 4 сабајле, тука сум за вас? Бескрајно возбуден. Значи, буквално како да ми се манифестираше тоа што ми беше најголема цел. Значи, затоа што толку драг однос имаше мојот професор со мене, што јас некако од тогаш се гледав себе си како професор и нормално како се друго кое што треба да го прави. Дали за момент сметаше дека и вако се посветиш на својата професорска кариера, некако ќе имаш помалку време за да си ја создаваш својата аниматорска кариера? Па, всушност, професорската кариера, кога зборуваме за високото образование, многу ретко може да биде исклучено од професионалната кариера, затоа што ако еден професор не е активен во својата професионална област, тогаш нема што да пренесе на идните генерации. Значи, ако јас на свој 25 години сум почнал и сум застанал таму, тогаш што да им пренесам на студентите? Има ли голем интерес, еве и тоа да прашам, за анимација? Како сега е некако полесно, нели дигиталниот напредок, интернетот практично овозможува да информацијата стигне во неполна секунда на секаде, па дури да има нели и студенти од надвор ако сметаат дека нели треба да студираат анимација. Дали тоа еве направи можност да се зголеми бројот на оние кои што сакаат
се разбуда Да. таа страст или да го прават оно што можеби од секогаш го сакале. Во принцип, интерес има, само нема луѓе. Значи, Како да го жалната- разбереме, ако има интерес, значи треба да има многу Ж- студенти. жалната, значи, да, интерес секогаш има. Мислам, интерес до некој степен, затоа што ова сепак се дефицитарни кадри. Значи, секогаш луѓето повеќе сакаат, мислам, секогаш се помалку луѓето кои што избираат да се бават со уметност, отколку оние кои што одат на, не знам, да бидат правници, да бидат економисти, да бидат нели да се бават со маркетинг и така натака. Но за жал се соочуваме со еден проблем кој што вика дека младината се одселува и дека Па она што загрижува во последно време и средовечните се одселуваат, така да да, цели фамилии некако цели фамилии, децата што од средношколци одат, еве сега има, пошто често одам по фестивали и дружам со луѓе, на пример словенците викаат, па вие веќе имате кај нас малцинство. Да, формирано. Словенија ги отвори вратите и даде Да. многу можности. Па ива идат ли многу аниматори, да речеме, нели наши студенти кои што студираат анимација во Словенија? Одат, Тоа е интересно. баш сега ми се јави една пријателка од Загреб, вика, еве сме во Словенија на некаква Еразмус програма и вика, тука има 4 македонци. И викам, јасно ми е. Фестивалите се места каде што всушност доаѓа до израз она што го работите, а е огромна конкуренција, ќе спомнеме, а не се во конкуренција од 3900 анимирани филмови, токму Silent Cinema, твојот анимиран филм, влезе во трката. Па еве, како изгледа тој процес, да речеме, дали само иницијативно се охрабрувате да се пријавите или некоја оставштина треба да имаш нели зад себе за да можеш да конкурираш? Како изгледаат тие процеси да се дојде до меѓународни фестивали кои што и како се одскочна даска за понатаму? Па во принцип некако си го мораш да го изодиш патот. Значи, да речеме, ако првиот филм отишол на одреден број на фестивали, всушност тоа е исто така дел од патот, значи фестивалите. Затоа што фестивалите се место каде што дополнително се учи. Јас многу имам научено за анимираниот филм, за авторството од самите тие фестивали, затоа што ние можеме да мислиме колку сакаме, нели, дека знаеме и колку сакаме дека сме добри, но реалноста е дека додека не се сретнеш со светот, додека не излезеш надвор, не знаеш колку надвор има добри. Значи, ти можеш да бидеш прв во селото, Еве, како гледаш на тоа, нели, некако по линија на помал отпор и желбата за комфорт зона или успех во некоја си, нели, комфорт зона, како гледаш на таа формулација, демек подобро да си прв во село него последен во свет? Па, ги оправдувам и двете. Значи, во принцип, секој има слободна волја. И јас немам против... Светот останува на храбрите, предпоставувам, оној Па, кој што сака ќе излез. Светот останува на сите. Реално, да, ги оправдуваме тие кои што не сакаат да мрднат од место и кои што едноставно име добро тука и си го тераат своето. Зошто да не? Тие се определиле за тоа и го почитувам тоа. Но некој едноставно сака да работи на себе и сака да некако да постојано да го пробива својот максимум, па така некако селото му е некако тесно и продолжува да се надградува, да речеме, и потоа, нели, пробива до градот, па пробива надвор од границите
и така натака и така Како натака. доживуваш сега својот прв анимиран филм? Дали си се уште нешто од кое што никогаш нема да се откажеш и секогаш ќе ти биде најдраг со оглед на тоа што е прв? Па не може да ми биде најдраг, доста критички гледам на него, иако не знам, луѓето кои што го гледале се уште го паметат како нешто големо. Каде можеме еве да го видиме, еве малку повеќе да се информираме, нели, поентата на овој разговор е секако да допреме до гледачите да знаат дека и како има што да понуди аниматорската фила кај нас. Така да еве каде може да се гледаат? Па реално проблемот со фестивалските филмови мислам не е проблем. Но проблемот со ајде да го речеме проблем е тоа што тие имаат свој фестивалски живот. Тој фестивалски живот, да речеме, дека трае најмалку 2 години. Во рокот тие 2 години филмот не сме да биде прикажуван на ТВ, не сме да биде прикажуван на интернет, да биде закачен и затоа и некако тие филмови кои што ги работиме, освен на некакви проекции, и не можат да се видат на друго место. Сега за тој прв филм се уште не е поставен Готлиб. Да, Готлиб. Да. И дали сте размислувале како твоите филмови Готлиб, Змујулче и така натаму, и воопшто аниматорите да создадете еден свој канал, нели, па дали тоа ќе биде YouTube или не знам која платформа, каде што нели вашите анимирани филмови ќе бидат достапни, еве може да биде тој и апликација како што е Netflix. Дали некогаш се размислувало или новото време и дигитализацијата да се употребат, нели па вие да се ослободите од она да чекате дали министерството, дали овој, дали оно, едноставно да има публика и да се користат тие алатки. Да, во свое време. Да, мислам би требало доста скоро тие да бидат веќе достапни за сите. Иако морам да кажам дека Готлиб бил толку многу пати прикажуван тука на секакви проекции бил прикажуван, па бил и на телевизија прикажуван. Така што да, јас имам чувство, мене ми е здосаден филмот, имам чувство дека... Да, но доаѓаат секако нови генерации, да. Не тому ја, еве секако, знаеш, морам да кажам, Крста, имам една формулација дека не треба да живееш во времето на Бах за да знаеш кој е Бах. Понекогаш има работи кои што се дели од историјата на вашата професија за нашата земја. И сега изгледане, еве да речеме, има нови генерации воопшто не знаат ниту гледале, така да еве дали се размислува на тој начин да на едно место, па дури ако е тоа и апликација, бидејќи сега со апликација се може, нели, дали се размислувало некако еве да се прават такви апликации или платформи каде што вашата работа ќе биде достапна и секако овозможено да уживаат и гледаат. Интересно е на Инстаграм се јавуваат еве акаунти и профили каде што да речеме цел еден профил ги враќа култните руски цртани филмови анимирани и така натаму. И има огромна бројност, не е дека тоа е гледано и дека готово завршила кариера, еве малку Дизни да дадеме елемент на етаблирање. Така е. И веројатно треба да се појави во еден момент некој кој што ќе го направи ова. Сега не мора да бидам јас, не мора да бидеме ние. Можеби треба да се појави некој, но можеби треба да се собере доволно материјал за да има нешто такво. Па, еве размислуваш ли дека можеби не создавањето авторски материјал е причина затоа што нема пласман. Не сметаат дека ако нема фестивал, ако нема ова, нема она, па и не мора. Вака можеби кога нели ќе се стави оној
бизнис аспект малку, за да биде популистички, на кој што уметниците, не. Дали тоа значи дека толочите како ќе има жар и желба да се создава, бидејќи кога нема никогаш стануваш и апатичен. Ама добро што има фестивал. Така. Секако да кажам, некако ова што го ствараме ние, се разминува, се разодува со таа комерцијална страна, што не викам дека не треба да постои, треба и тоа како треба да постои, затоа што во принцип секогаш авторскиот анимиран филм и комерцијалниот некако си помагале еден меѓу друг. Значи оделе рака под рака. На кој начин? На начин на тој што комерцијалниот секогаш ја крадел креативноста од авторскиот филм, но од друга страна, за да може да го комерцијализира тоа, ја создавал технологијата за правење. Значи ја усовршувал, вложувал пари за тоа да може да го направи, да речеме, поевтино процесот на правење, за да може да го пласира. И авторите од тука викат, добро, сега јас ја зимам оваа технологија за да ја надградам мојата креативност. И секогаш ќе слушаме вакви ситуации каде што да речеме последната е во однос на Симпсонови, значи тоа е голем успех. Апсолутно имаме македонски лик во Симпсонови кој што зборува македонски, игра бейсбол и дури не ни е ни верно, значи не можеме ни ние да процесираме дека тоа е возможно. Како успеваат како успеваат аниматорите да речеме да дојдат до таква конекција, дали тоа преку фестивал, дали аплицираат, се објавуваат конкурси, бидејќи имаме аниматори кои што години наназад се дел од холивудската фела и прават анимации врвни кои што влегуваат и во оскарски конкуренции, значи не е дека нема тоа гледано од нашиот пазар изгледа непостоечко, ама вака кога гледаме и не е така. Само што не е зборувано за тоа, па еве сега бум, имаме последен. Мислам дека е во прашање континуирана работа. Но како се доаѓа до дека конкуренцијата е огромна, така и не чекаат само нас. Не чекаат само нас и затоа се ретки случаите. Затоа што ние сме реално мала земја со мал пазар. И нормално е дека од тука нема да има 2000 аниматори, него ќе има аниматори кои што се бројат на 2 раце, на 3 раце. Но да, тоа па од друга страна и поголем мотив. Кога нема толку многу луѓе кои што се бават во таа област, тогаш имате некако повеќе мотив да се надградите и некако да се пробиете надвор. Да, има повеќе се ориентираат, бидејќи не се оде во квантитет, се оде повеќе во квалитет. И токму поради тоа што нема многу, ги има и како добри. Така. Добро подковани, јасно. Затоа што ние тука се соочуваме нормално, знаеме каква е економската состојба во која што се наоѓаме, се соочуваме секогаш со мали буџети. Сега кога ти не можеш да понудиш нешто во кое што можеш да вложиш многу пари, можеш да понудиш нешто во кое што можеш да вложиш многу труд и квалитет. И затоа секогаш се оди на тоа, затоа секогаш ние пробуваме да се пробиеме со иновативност, со креативност, отколку со нешто вау продукциски направено, не знам колку големо. Спомнавме како би можело, YouTube е тука на крајот на денот, токму и овој подкаст оди на YouTube платформа која што е достапна секаде, но некако анимираниот филм порано, барем зборувам, во поранешна Југославија беше составен дел
од едукација, образование и некако имаше исклучително важен елемент. Значи телевизиска програма беше незамисливо да нема дали долгометражен, дали краткометражен, некако тоа беше точно утврдено, таа програма не беше нели во однос на тоа што е гледано, бидејќи беше гледано, но тогаш телевизорот беше медиум кон прозорец кон светот. Тоа беше само телевизор на кој што му претходеше едно радио. Сега е малку поинаку, но еве дали сметаш дека можеби на телевизиите им недостига токму оној анимиран филм во 19:15 и секако за викенди, каде што ние барем така израставме, меѓу оние документарни емисии се, па еве дали се размислувало аниматорите нели да понудат и такво нешто, ти се чини дека би имало слух да има анимирани филмови кои што ќе имаат ваква. Мислам дека сме далеку од тоа. Мислам дека сме далеку од тоа затоа што близко, значи не е нешто. Затоа што мора да ни биде јасно дека Југославија беше независна држава. Мислам федерација од држави. Југославија имаше среќата после нели Втората светска војна да ги креира своите политики. Ние со распадот на Југославија добиваме неоимпериалистичка власт овде. Значи, ние не ја владееме својата држава. Кога имате своја држава, значи тој систем кој што сме го гледале во Југославија, сега го имаат скандинавските земји. И тие можат и те како да воведуваат вакви образовни програми. Интересно што ние растевме со долгометражни анимирани филмови од типот Густав, кој што доаѓаше од романи од Унгарија. Так, значи Југославија поранешна немаше типичен социјализам карактеристичен за тој источен блок, вклучувајќи ја и Русија која што беше сталинистичка, затворена, а сепак култот кон анимираниот филм беше волшебен, што значи дека до ден денеска се држи тоа ниво. Дали не знам како да го објасниме тоа, што дури во како да кажам затворени општества, па каде што едноставно ние бевме многу побогатени, пошетани, ние се изгубивме во однос на тоа што веќе го имавме, а овие го задржаа. Значи како сега тоа јас да го процесирам? Еве мене тоа никогаш не ми било јасно зошто во однос на културата и во однос на тие вредности некако ние како едва сме чекале да го откача, како напор да ни било културата. Се губија. Тие општества колку и да биле затворени, и ако видите разликата моментално помеѓу Русија и Америка, и двете се капиталистички општества. Но во Русија се уште децата сонуваат да бидат, ајде да речеме, во Русија, Кина, во таквите земји, се уште сонуваат да бидат научници. Во Америка децата сонуваат, на западот децата сонуваат да бидат инфлуенсери, да бидат TikTok звезди. Па кога го зборуваме TikTokот, е кинеска направија, која што да речеме со својата платформа во Кина ги едуцира децата. Генерално таму тоа е интересно што Кина напредува еве во дигитализацијата. Последно беше дека они со дронови прават баркодови на небото. Значи морам да кажам, еве имам инфо од пријателка која што е етаблиран архитект, да речеме во една Кина, која што вели дека особено на Балканот некако Кина се врзува за оние AliExpress тему, нели платформи за купување ефтини производи и лош квалитет, но Кина е сериозен гигант кој што оди напред. Каква е Кина во однос на анимацијата? Еве тоа исто. Јапонците се, за вас барем тоа знам, ултра мега гига
на врвот, но еве Кина дали некако кон анимацијата е по-апатична, по-традиционална, не воопшто не е апатична и сам Кина исто така, Кина е огромна земја. Има такви толку прекрасни автори во анимираниот филм кои што доаѓаат од Кина. Има такви такви underground филмови, да речеме. Мислам, буквално има, јас имам пријателка една од Полска која што докторатот и беше на тоа. Значи, на култни underground кинески анимирани филмови и изнаоѓаше секакви филмови. Значи, но Кина нели е како пред се социјалистичка држава. Партиска, да, социјалистичка држава води сметка за своето општество, води сметка за развојот на своите млади. Тиктокот во Кина не е истиот со Тиктокот во Америка. Тиктокот во Кина е едукативен, во Америка е скроз друго. И тоа кинезите намерно го прават. Намерно, да, тоа е еден вид оружје кое што и такако ја напаѓа свеста и Ама им враќаат. Реално. Ние сме, и од TikTok толку не сме жртви. Добро е, фала му на Бога. Но зошто сме самите на себе жртви и не треба, ми се чини многу. Доволно е да се сочува некоја формула од некогаш и зошто секогаш сме ние, тоа и те прашувам, Крсте, како културата е да е нешто, се зборува дека е битно, не дека не е, ама некако практично реалноста е, тоа го зборувам со сите мои гости, имаме впечаток дека сите оние кои што имаат голем аплауз, врвни успеси, холивудски успеси во вашата професија, сега и Симпсонови поступати ќе кажам, овде ние како да не постојат, како културата, тоа, дали ние толку станавме желни да промовираме, или кој тоа нас не го промовира дека нешто што не носи пари, а не му ни даваме шанса да носи пари, го шиканираме и велиме, ајде, тоа е филозофирање, каква култура. Дајте нешто брзо, блиц, шема, сепаре, брзи пари, да не зборувам што се не. А имаме потенцијал кој што па дури на вакви шкрги се покажува одличен надвор. Не знам, секогаш одам се некако пак кон некаков политички контекст ќе отиде тоа, но никогаш не одам кон тоа да го обвинам обичниот човек. Сите некако толку се луѓето веќе преоптоварени изборуваат за тоа како нас не бива, како македонецот не го бива, како ние сме си сами криви за се. Не, тоа е процес, долг процес на негативна селекција. Реалноста е дека кога се распадна Југославија, сите загубивме. Од земја која што имаше интегритет, одеднаш сите станавме колонии на Западот. И одеднаш ние не ја кроевме својата политика, туку некој ја кроеше политиката која што и одговараше за оваа земја. Дали прифаќаш дека секогаш некој друг е крив, да речеме, за неуспехот или можеби нели тоа значи тоа сакам да кажам, многу поголеми диктатори, пропагандна, Русија беше пропагандна земја, да не зборувам периодот на Чаушеску, ама се сочуваа оние вредности кои што ние ги имаме. Ние навистина имаме потенцијал. Имаме потенцијал, да. Некако кај нас пропагандата ја стави културата небитно. Тоа е процесот на долги години на негативна селекција. Негативна селекција. Кога се ставаат постојано на врвот луѓе кои што не си ја знаат работата, така тие луѓе кројат политики кои што не се добри за општеството. Сега ќе се навратиме на убавината на анимираниот лик. Еве, низ историјата, како се менува анимираниот лик, дали всушност
се уште има огромен респект за оној цртеж кој што го препознаваме како old school, нешто што е дел од онаа традиција. И особено зародиш на долгометражните анимирани филмови, дали се источно европски, кинески и така натаму, јапонците апсолутно се лидери во однос на аниме, тоа им е, мислам, голем број фанови имаат. Но интересно беше дека, еве, тоа и ти кажав пред да седнеме, кога зборуваме за цртаниот филм, анимираниот филм, и тој во едукативниот процес менува, се трансформира. И некако, ако ние бевме генерации кои што растевме во совршената приказна, идеалистичен крај, совршено исцртани ликови, кои што навистина се безпрекорни, убавината е совршена, грдотијата е дури привлечна. Значи нема асиметрија дури ни во грдотијата кога ја гледаш, барем ја така ја доживам, една вештарка да речеме, и кога е најгрда, грдото е во совршена форма представено, не е со некои аморфни, поголеми очи, уши, не, вон пропорција не. Но со тек на време Cartoon Network дојдоа во Rest in Peace момент, не знам што се случи, но како и да е, новите генерации, дури самите аниматори, тоа ти го кажав, рекоа дека тенденциите се, односно бидејќи децата се оние кои што исто ја раѓаат љубовта кон анимацијата преку цртаниот филм, а и учат многу, дека треба да научат за несовршеностите. Односно, тука отпаѓа онаа Дизни перфекција, па се светка, па грдото станува совршено. Не, туку дури ми ја доближуваат и смртта ја покажуваат во цртаните филмови, пропорцијата е нонсенс, па дури Дизни подоцна се ослободи од таа совршеност и почнавме да гледаме јунаци кои што апсолутно далеку се од совршените. Дали е тоа така и во анимираните филмови кои што ги работите вие во однос на фестивалите? Што се менува во анимацијата? Па, во овој тип на авторска анимација никогаш не се одело кон тоа. Секогаш било спротивставено на таа комерцијална анимација. Значи, комерцијалната анимација бара финансии. И тоа е тоа. Значи, колку поголемо студио имаш, колку повеќе финансии имаш, толку повеќе можеш да направиш производ кој што е навидум совршен и кој што е добар за големите маси. Како пропаганда, овде е порака, овде е пропаганда. Кој што има отсуство на уметничка вредност. И секогаш фестивалите го држале до својот престиж со тоа, со обратното од тоа, значи со држање на уметничката вредност на анимираниот филм. Она што го спомена за извини што не ти пресирам и некако натаму го однесовте разговорот. Она што го кажи за Cartoon Network беше обид да се оттргнат од таа, да речеме, Дизниевска перфекција. Значи, и има голема инспирација всушност, сите автори кои што творат за Cartoon Network имаат голема инспирација точно од источноевропските автори. Мене многу ме болеше за Том и Джери кога ги видов неонакви какви што ги знам. Малце здепас Том, некако изобличени. Можеби тоа Да, и Том и Джери всушност исто така се јавуваат на некаков начин како пандан на таа Дизниева школа. Значи, Дизни некако прави еден вид монополизација
на тој пазар и пробува да ги уништи сите студија кои што работат претходно. И ова е некаков обид на Хана Барбара студиото да направи нешто друго. Па после тоа има Warner Bros, нели, со своите, нели, Looney Како беше Талечен Том? Талечен Том е белгиска школа. Значи, тие се, да. Сега ќе ги фатиме малку цртаните. Оно што е интересно, имаше постојано има, нели, коментари од генерациите кои што раставме со Pink Panther, Том и Джери. Многу е интересно, вика, се очекува од нас да сме нормални, а не раставме со ова, а тоа подразбираше насилие. Сега немаме една, како да кажам, тенденција каде што се зборува за gentle parenting, треба да биде, нели, коректно тоа, да нема насилие, а ние израснавме, например, ние се смеевме на она насилие кое што го гледавме на Том и Джери, да не зборам Pink Panther, имаше многу бизарни работи. Значи, мечето ушко беше, како да кажам, еве и таа фракција. Например, источниот цртан филм беше, како да кажам, да се држи до нивото, да нема насилие, се тоа да е, ако е за деца, да е спакувано. Од друга страна, тука имавме, значи, ни уживавме и до ден денес ги гледаме и се смееме. Значи, беше многу интересно, да речеме, и лековита. Значи, агресија, која што и такако забавна, па имаш на крајот на денот, не става агресија еден без друг, односно како пораката дека лошиот и добриот уствари многу сакаат, односно скараните страни не можат да живеат еден без друг. Еве како ги коментираш тие цртани кои што ако кажеме нешто лошо за нив ќе не обес. Па дури и јас еве. Да. Да, тоа е целосно една друга политика во тој период. Ова исто така со руската школа, значи се оди на не толку на неприкажување насилство, него одеа на едно одржување на некакви етички и морални вредности. Ова денеска што го доживуваме како книга да читаш, да. Таму се внимаваше на изборот на музика, извини што те прекинувам. Тоа е една цела композиција и тука педагошки едукативно целосно дел. Да, и до ден денес мислам дека филата има огромен респект за тоа што создадено. Овие нашиве на кои што разе, значи не можам, значи тоа е феномен. Да, нашето е, мислам, одраз на цензурата која што ја гледавме, која што достигна еден пик до, нели, минатата година, да речеме, и сега целосно крахира со доаѓањето на Трамп, да речеме. Значи, таа цензура со години се градеше и се виде дека не вродува со никаков плод. Дизни мора да подсетиме, се малку излагаме, ама тоа е, нели, популистички кога зборуваме за анимирани филмови. Нормално е публиката и така како се врзува прво за тоа, потоа ќе се сконцентрираме на анимираните филмови кои што од уметнички агол сега кои испраќаат порака, а не се пропаганда. Дизни, да речеме, беше изложен на критика, бидејќи ги следеше оние тенденции кои што почнаа да и како зимаат експанзија од ултра либералите, па да си дозволува и родово да игра со лековите, да речеме Елза сега има пријателка, односно да не речем девојка и така натаму. Навистина имаше голема реакција во однос на тоа Дизни да не се чепка во таа насока. Сега ти како гледаш на тоа, еве вашата фила која испраќа порака, а не се занимава со пропаганда? Бевте ли некако пријатно изненадени или воопшто не ви е битно што сакаат нека прават? Но Дизни тоа им се удри од нос. Значи, таков дебакл има сега со филмската адаптација на Снежана, што тешко дека ќе се извадат. И полека ќе мора да се враќаат назад
од добро му деше со Анджелина и Малефисент, добро беше до никаде. Да, ама се осеќаше дека одат кон таа насока. Значи полека пробува да го прогураат тоа. Во авторскиот филм, значи во принцип е се толку ослободено од тие работи. Значи вие имате толку многу филмови кои што се бават со геј, со транс тематика во авторскиот анимиран филм, но не го наметнуваат тоа. Значи тие се бават со проблематиката, но не го наметнуваат дека тоа е единственото нешто кое што треба да се прифати. Го викаат, да, видете, ова е проблем. И го адресираат на многу точен начин. Го адресираат во болните точки. А не како наметнување кое што мислам тоа што го правеше таа неолиберална струја, всушност на многу голем начин им одмогна на целата таа ЛГБТ заедница, затоа што создаде толкава омраза одеднаш кон таа заедница од останатите, затоа што кога на некој на сила му наметнувате нешто, нормално дека ќе се случи тоа. Ќе проговориме секако и за тенденцијата анимацијата како Кралот Лав, да речеме да се доближува до комплетна реалност, каде што ликовите се дигитално изработени, ама тука веќе нема анимација, туку имаш, не знам, може ќе ме линчуваат аниматорите, ама кога го гледаш, ти не гледаш цртеж веќе, ти всушност сега тоа дали значи на некој начин дека треба да речеме браво за напредокот во технологија, дали тоа е сегментот и дали тоа значи дека дигитализацијата ќе ја уништи анимацијата? Авторската анимација нема да ја уништи. Како беше на видео Kill the Radio? Да. Сега ова дали? Авторската анимација нема да ја уништи, затоа што луѓето секогаш ќе бидат жедни за уметност. Ќе ја уништи комерцијалната анимација и ја уништува. Тоа што се обидуваат Дизни да го направат е да покажат дека еве технологијата оди до таму што веќе ние всушност не е што колку квалитетен производ ние покажуваме, него еве што можеме да направиме. И одеднаш вие имате филмови, затоа што значи ние кога зборуваме за Дизни моментално ги има го поседува целата филмска индустрија во Америка. Тоа е интересно. Значи Дизни ги купи сите студија, мислам 90% од филмските студија. Да. И вие одеднаш имате филмска индустрија која што веќе е буквално сапуница. Тоа е вредноста. Вие имате Марвел франшиза која што се штанцаат, да. И одеднаш покажуваат дека веќе нема потреба од изработување на не знам какви костими и на не знам што, сето тоа може дигитално. Нема потреба од изработување. Нема потреба ниту од артисти, ниту од глумци. Нема потреба од глумци, уште малку нема потреба од аниматори. И од луѓе. Да, затоа што и тоа е големиот бунт, затоа го спомена крахот на Cartoon Network, затоа пропадна Cartoon Network и затоа се затвараат студијата во Америка. Затоа што ја заменуваат таа работа со вештачка интелигенција. За поевтино, за без пари, бидејќи вештачка интелигенција не плаќа кирија, не храни семејство, одлично сработува, брзо не се буни, нема синдикат,
Одлично, Да, но да. ќе видиме како ќе се развие, дали тоа ќе биде некоја повторно ќе речам од анимација за видеоигра, бидејќи и тука влегува нели анимацијата. Дали ќе не се случи она со Resident Evil кога нели компјутерот одлучува јас така си одлучив да затворам се, да не можете да излезете и така натаму. Знаат фановите кои што редовно следат. Сега, јас вака баук како гледач и многу артистички ќе пофалам пред да преминеме на она да се скусиме на авторскиот анимиран филм. Серијалот Sin City, кој што тука низ анимација всушност беа се преплетува ликовите нели филмот со Родригес кој го работеше Sin City и ќе се двојка, така да тоа беше волшебно да се гледа, многу добро. Наликуваше на стрип, па тука анимацијата те внесува во стрип, па те внесува во филм, па ти гледаш. Значи беше неверојатно добро. Дали се сложувате вие кои што творите авторски, уметнички анимации, анимирани филми? Па секако во времето кога излезе Sin City, да, бев, не можам да кажам дека не бев воодушевен. И луѓето беа воодушевени точно од причини затоа што беа презаситени од она совршенство кон кое што се стреми Холивуд и филмската индустрија. А интересно е дека на Sin City не е, барем за нас од 80-тите, не е ништо ново, доволно да се подсетиме на видеозаписот на АХ. Да. Неле, тука исто имаше преплетување на анимација со реалност. Кај нас сега еве и видеоспотови да речеме, едино на ум ми доаѓа, иако тоа не верувам дека беше ти ќе ми помогнеш сега да не треснам. Владо Јаневски имаше на песна Тајна отровна, која што всушност целиот видеоспот беше анимација и наликуваше на прекрасна руска анимација. Може би беше и тоа превземено. Не сум точно запознаен кој го има тоа работено. Ми текнува бледо на спотот и знам дека беше нешто рачно сработено. Рачно сработено и доаѓаме до вашите авторски анимирани филмови. Еве што се однесува до Анеси фестивалот, ти си влезен во конкуренцијата. Дали треба да присуствуваш нели на секој фестивал? Пожелно или да речеме пожелно е. Што е следно што ќе ни открие, што ќе се случува со Silent Cinema и малку да проговориме за овој анимиран филм кој што достојно не представува нас, иако може би појма немаат гротото, меве да знаете, имаме и тоа. И која е приказната на Silent Cinema? Па вака, значи, еве прво да речеме за фестивалот Анеси и за всушност што значи тоа за македонскиот анимиран филм. Фестивалот Анеси е најстариот фестивал за анимиран филм. Ова е 64-то издание. Мислам, кој ќе кажам најстариот и најпрестижниот. И всушност почнува како дел од Канскиот фестивал и потоа потребата да има посебен фестивал, значи тие кои што го организираат внатре во Кан се издвојуваат, го формираат здружението АСИФА, кое што е светско здружение за анимиран филм и го создаваат фестивалот Анеси. И Анеси од секогаш бил некако чувар на тие вредности, на авторскиот анимиран филм. Ние имаме среќа дека тука во близина го имаме вториот најстар и најзначаен фестивал, тоа е Анима Фест во Загреб, кој што почнува само неколку години после Анеси да работи. И во принцип таму престижот е од целиот, значи целиот свет се обидува својот филм да го
прикаже премиерно на Анеси, затоа што тоа се смета за да речеме најголем успех. Веќе од Анеси, ако филмот влезе на Анеси, вратите на филмот се отворени за сите останете фестивали во светот. Значи вака, еве на пример, со првите наши филмови, тоа е тоа, каква била случајноста, дали не биле доволно квалитетни да влезат на Анеси, затоа што е огромна конкуренција, нема зошто да судираме во гради, да викаме, ама мојот филм беше најдобар. Не бил најдобар, прв филм не бил. Нема зошто. Не влегол на Анеси и со тоа автоматски имал многу помалку луѓе успеале да го видат. Што пак бројките се, на пример, Готлиб има на 40 фестивали отидено. Се филмови кои што влегуваат на Анеси. Може само во рамки на фестивали да бидат достапни за публиката или може би како што сме научени за играните филмови, од кога ќе ги поминат сите фестивали, соберат награди, тогаш веќе ги имаат своите кинопроекции, па на крајот на денот завршуваат дури и можност да се гледаат и на телевизија. Каква е приказната со авторските анимирани филмови? Со авторските анимирани филмови е тоа приказната. По принцип, тој на почетокот го напоменав, еден анимиран филм има, да речеме, фестивалски живот од 2 години. Значи, фестивалите во принцип примаат филмови кои што се направени во последните 2 години. Значи, од, да речеме, Анеси се случува во јуни, значи филмот мора да биде направен до најкасно јуни 2023, за да може 2025 да биде прикажан. После тоа фестивалите, филмовите или одат на... Анеси трае од кога до кога? Анеси трае од 8 до 14 јуни. Јуни. Да. Сега, какви се... Имаш ли некако дојава како ќе помине твојот анимиран филм? Дали очекуваш дека ќе има награда, нешто како... Дали да како на Евровизија, знаеш, прво пуштаат, па да видат како публиката реагира, нешто... Во принцип, фестивалите имаат... Колуарите ваши како шушка. Да, фестивалите имаат секогаш професионално жири, секогаш секоја година се бире различно жири. Значи не е тоа жири кое што кога ќе го седнеш не стане кога. Така, него е интернационално жири. Значи јас можам да бидам во, мислам, нели, секогаш се врвни уметници во жири на фестивалот, така што жирито е тоа кое што ќе одлучи во рамките на фестивалот, нели, ги гледа филмовите кои што се изберени и тогаш, значи, не можам од сега да знам каков ќе биде успехот. За мене е успех што е филмот влезен на Анеси. Искрено, не знам, треба да бидам премногу... Како не па на твојот профил на Facebook, мислам, твојата фила, пријатели, соработници, значи, фасцинирани и нормално, затоа што оној кој што знае како треба да изгледа успех на еден авторски анимиран филм, сега кога не си е врвот. Така, не можам да кажам дека очекувам. Како се удаваат фестивалските денови еве во нашава земја, каде можат аниматорите да речеме својот авторски анимиран филм да го промовираат, дали вратите се отворени за секој еден аниматор или можеби тука почнува некоја селекција за да се најдеш? И од кој се посетува нашиот фестивал на анимиран? Значи, веќе 6-та година јас и уште неколку пријатели го организираме Flipbook Film Festival. Фестивал за авторски, за европски авторски анимиран филм. И на тој фестивал се обидуваме на публиката да ја доближиме светската авторска анимација, добро сега конкретно европската авторска анимација, затоа што сме
ограничени на Вие сте европска. практично олимпијада во анимација со оглед на тоа што има можности луѓето од надвор, аниматорите па и гостите да овде има малце и туристички момент за земјата кој што е одличен. Точно. Точно и секоја година имаме се повеќе и повеќе гости од надвор. Значи се повеќе и повеќе автори кои што ги пријавуваат своите филмови. Најчесто ни се од регионот, Хрватска, Словенија, или имаме од Франција, од... Не, големи автори, например, Ајде. минатогодишната добитничка на Кристалната награда, значи главната награда на Анеси, ни беше минатото издание гостин тука, со истиот филм. Така што не сме ограничени на регионот. Ние всушност имаме фантастични случувања за кои што можеби треба повеќе пропаганда, помалку порака. Па, Да им се даде шанса, никој не знае ако не види. Значи, така. еве сега испаѓа дека ние сме и такако на мапата на авторски анимирани филмови и тоа 6-та година поред. И тоа значи бенефит од секоја страна за земјава, и културолошки, уметнички, туристички, значи постоиме и такако. Тоа што ние самите се заклучува во секоја сфера, сами за себе не си постоиме. Не знам тоа како да го објасниме. Треба да има поголем интерес. Треба да има поголем интерес и од медиумите за овие случувања. Не можам да кажам дека малку луѓе знаат за фестивалот, затоа што полека оформуваме едно така доста широко јадро на луѓе кои што ни доаѓаат секоја година. Значи ние имаме по 200, по 300, по 400 гости на фестивалот. Така не лошо уште еднаш да повториме, значи да тумите се, бидејќи тоа е сезона, летото е сезона на уметност. Така, да тумите оваа година се 7 до 11 август. Значи Флипбук традиционално се одржува секогаш во втората недела од август. Ќе биде во дворот на кинотека на Македонија. Значи некако од самиот почеток го правиме фестивалот да биде на отворено. И е каква убава можност за летување дома. Да. Значи прекрасна атмосфера. И тоа некако случајно ни се случи, затоа што фестивалот се роди во екот на короната. Значи, долги години го планиравме фестивалот и кога конечно се решивме и кога конечно добивме финанси да го направиме првото издание, значи, еве, ние го планираме фестивалот, тоа беше 2019 некаде крајот, веќе добиваме тие основните финансии што се добиваат за почнување на нов фестивал и се случи короната. Добро, короната ќе направите еден цртан филм за корона и одлично ќе помине, верувај ми. Останува сега вака за крај, бидејќи во интерес на времето и твоите обврски, само ќе поставам едно вакво прашање, што мислиш за луѓето кои што и како возрастни продолжуваат да гледаат анимирани филмови, еве да не речам цртани филмови. Мислам дека еве сигурно аниматорите остануваат вечни деца. Стрипот не им е тук, анимацијата ги следи сегде. Уживаат во своите ликови, ги надраснуваат можеби во кариерата, нели, ама некако го чуваат на детското, како и секој уметник кој што душата детска нели не ја заборава. Па еве, како ги дефинираш ти луѓето кои што како и возрастни едва чекаат да гледаат цртан филм? Па вака да кажам, значи моја топла препорака за секого е да го негуваат детето во себе. Значи тоа е буквално лек за секоја душевна болка. Значи ако не знаеме да го негуваме детето во себе, тогаш се забораваме себе си. Така што луѓето кои што знаат да го негуваат детето во себе и кои што одвај чекаат да гледаат нешто вакво или да прават нешто вакво,
Некако си одат рака под рака со среќата, си ја држат среќата во раце. Така што на сите им препорачувам топло да ја обратат малку повеќе внимание на оваа уметност. И апелираме да се врати цртаниот филм во 19:15. Точно така. Крста, благодарам многу. Убав хоризонт мене ми отвори со оглед на тоа што навистина ме пренесе во светот на анимацијата и знам дека успеси има. Најголем успех ќе биде да си ја повратите славата дома, не меѓу својата фила, да бидете Дизни за Македонија. Фала ви на вас, преубав разговор. Мислам, слободно се чувствува во ова студио, така што еве со нетрпение чекаме на следна прилика да се видиме. Се знае кога ќе биде, веднаш поанеси можеби ќе дојдеш со кристалната награда. Дај Боже. Дај Боже. Ќе биде. Благодарам уште еднаш. И јас исто.